Шумскиот пожар кој избувна на локацијата покрај стариот пат од селото Бели кон Пониква утринава околу 9 часот е локализиран и целосно изгаснат. Екипи на противпожарни служби и на подружницата за шумарство извршија проверка на терен за можни остатоци на жариште и нивно горење, при што е констатирано дека нема такви. Дирекцијата за заштита и спасување заедно со локалната самоуправа на општина Кочани го координираше гасењето на пожарот, со што е запазена постапноста во действувањето при вакви катастрофи со учество на околу 100 луѓе од територијалната противпожарна единица Кочани, територијалната противпожарна единица Виница, територијалната противпожарна единица Штип, Кавадарци, Гевгелија, просторните сили на јавното претпријатие Национални шуми, просторните сили на локалната самоуправа на општина Кочани и други субјекти. Денеска во 10 часот и 30 минути градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев организираше пресконференција кај опожареното подрачје со цел да ја информира јавноста за појавата и акцијата за гаснењето на големиот пожар. Вчера по дојава на граѓанин во 14 часот и 21 минута најавен е пожар во недалеку од ова место каде што сме сега, пошто веднаш е излезена противпожарна екипа. Од моја страна беше упатен апел до сите членови на кризниот штаб и побарав да направиме координација во 7 часот овде на лице место на пожарот, каде што да се придружија сите луѓе членови на кризниот штаб, надополнети со лица од Скопје, од Македонски шуми, каде што беше договорена јасна стратегија што и како да се делува. И како што се договоривме, така и беше направено. Акцијата беше спроведена, за наша среќа успешно. До 9 часот пожарот целосно беше ставен под контрола. При тоа тој истакна дека нема изгорени објекти како викендици, освен некаква шупа и неколку сандаци пчелни семејства. Она што можеше да се спаси во делот неколку викендиши во овој дел се спасени. Има најава дека некоја помала шупа е зафатена, меѓутоа јас не ја имам видено и не можам да кажам. Исто така во овој дел имам слушнато дека неколку пчелни семејства се зафатени од пожарот. Јас ги немам бројките и не можам да ги коментирам, меѓутоа напоменувам дека се што можеше да биде спасено максимално беше внимавано. Како и дека нема повредени учесници во гаснењето. За наша среќа, од учесниците во гаснењето на пожарот сите се во ред, малку се изморени, бидејќи подолго траеше, меѓутоа сите се живи, здрави, без никакви повреди и тоа е исто така многу важно да се сподели. Командирот на противпожарната единица Владко Јефтимов истакна дека со организирана и координирана акција на голем број пожарникари пожарот изгаснат и е спасена поголема катастрофа. Веднаш излезено со повише возила, првично со едно возило и 20 пожарникари, а потоа со 4 возила и 13 пожарникари од нашата единица. Во текот на денешниот ден побаравме помоши од соседните единици, од Виница со 5 пожарникари едно возило, од Штип со 4 пожарникари едно возило и од Македонска Каменица со едно возило и 20 пожарникари. Претставникот на дирекцијата за заштита и спасување од Скопје потенцираше какви далекосежни последици оставаат зад себе пожарите и повика на одговорно однесување. Можам само да изразам жалење за ваквите пожари, затоа што се случуваат во шуми кои што се дело на човекот, значи ова е се пошумено пред повеќе од 40 години. Инаку Дирекцијата за заштита и спасување упатува апел до сите граѓани на Република Северна Македонија за совесно однесување и почитување на забраната за движење во шуми и шумски предели, како и дадените препораки да не се палат стрништа на оган близу шумски површини.